Време е сега повторно се ставиме во срцето и во јадрото на македонската музичка сцена. Почитуваниот Ерхан Шукри, маестро на виолина и инспиратор на новите генерации. Навистина е име кое што се издигнува како символ на посветеност, на страст, на конзистентност, на уметничка иновација и честопати па во овие 10 години колку сум ја во Телма телевизија сме имале многу баш убави почетоци на сезоната, всушност и за неговиот Арко. Меѓу другото и како виолинист, и како диригент, и како професор, тој не само што ги, јас би рекол, и обликува концертните сцени, туку и вистина ги инспирира тие музички таленти. Како и да е, во својата кариера тој има настапувано на бројни концерти и фестивали како во Македонија, така и во странство. Вистина настапите на Ерхан Шукри се карактеризираат со висок уметнички квалитет и емотивна длабочина, што го прави еден од омилените помеѓу публиката и критичарите, па помеѓу и нас, неговите медиумски подржувачи, во случајот и пријатели, хуманист кој што активно се вклучува во општествени активности, така што неговата љубов кон музиката и посветеноста кон уметноста го прават Ерхан Шукри, можеби би рекол, една од поважните фигури на македонската музичка сцена. И во една прилика минатата седмица рековме дека и овој септември и тој и јас започнуваме уште едно ново поглавје во животот, тој со неговиот всушност и камерен оркестар, гудачки камерен оркестар Арко, и тоа во камерната сала во Филхармонија, а ние секако со новата сезона на Утринска на Телма. Добро утро, пријателе, многу ми е драго што и овој септември сме си на Телма телевизија. Добро утро и многу ми е драго што повторно се гледаме дома. Дома се гледаме. Ето го направивме како тема разговор утрово со Теја Беговска, дека нема ништо поубаво за мене кога соговорниците, пријателите или гостите доаѓаат, еве како и пред малку Андреас, кој вели баш се чувствав убаво и пријатно како дома, кога ќе кажат дека така се чувствува. Тоа значи дека сме совршено сме направиле една хармонија во студиото. И ви посакувам на целата екипа успешна сезона, убава сезона. Верувам дека ќе имате убави емисии и знаете дека сте многу гледани. Ти благодарам. Се обидуваме да бидеме достоинствени. Пред се затоа што би бил животот ако не си ја дадеме поддршката, френетичниот аплауз и она што зашто делуваме, размислуваме, активираме и така натаму во нашата заедница. Па така затоа ќе кажам дека вистина твојата љубов кон музиката и посветеноста и уметноста те прават една клучна фигура, незалудно кажав. Меѓутоа, колку помина Арко ќе ме позетиш уште еднаш повеќе од 2 децении, така со овај гудачки камерен оркестар. Гудачки камерен оркестар е формиран во 2003 година. И основата се моите поранешни ученици во музичкото училиште во ДМБУ Илија Николовска уј, каде што работам. Пошто и во тие рани години, да кажам, нивни рани години, јас им организирав камерна музика, така да по завршувањето на нивното музичко основно образование, тие се ориентира за училиште каде што понатаму продолжи нивното друга професионална ориентација. Ерхан, дали ќе те прашам на самиот почеток, можеби твојата педагошка и уметничка работа си задоволен, можеби како е цената и твојот ангажман во музичката заедница, што вистина го прави важен овој културен живот кај нас. Верувам дека имало ситуации и состојби кога ти дошло можеби да се откажеш од нештото и така натаму, ама задоволен, но тоа ете како го пренесуваш искуството? Ја спомнам мајка ми да ја поздравам. Со најголема чест затоа ќе ја што она поздравам. стално, сине до кога, доста чувај здравје. И речи мамо, тоа е манифест на сопствениот херој и ништо друго. И дефинитивно, значи, се соочуваме со проблематики и нормално тенка е границата, нели, на што сега и до кога вака, нели, тенка е границата. Но има нешто многу појако од тоа што се уште не можам да го дефинирам. Некако вирус што не сум нашол се уште антибиотик за него. Па немој да го најдеш се уште. Така да, инаку приказката нели за Арко да ја довршам, значи почна таа во 2003 година и како одеше време, веќе понатаму со моето созревање изискуваше и по-сериозна програма. Така да веќе сега во Арко членуваат и конкретно овој концерт што ќе биде со професионални колеги кои работат во операта и во филхармонија, во оркестрите во операта и филхармонија. Да, инаку Арко има изведено многу различни жанрови, тоа и сме збориле јас и ти приватно, меѓутоа ќе те прашам и денес на Телма, како обично го избираш сепак репертоарот, да донесеш ново, свежо, пак да има некоја можеби духовна катарза помеѓу различните етникуми, националности, сето она што можеби во светот е некаква поделба ти да го направиш како едно сојужниство?
Па не знам, веројатно тоа е нешто дел од мене и секој пат ја сакам различноста, на различноста не во смисла можеби како некоја нестабилност, него во смисла на интересност, бидејќи јас во принцип не сакам да се повторувам. Не сакам да се повторувам и природата ми е таква да сакам секој пат и во животот општо. А и верувам со твоето шетање во светот, рекам, а и запознавањето на толку многу музички педагози, културни уметници, па и не дозволува некој па да правиш репризи на нешто што веќе поминало. Може би да се направи реприза на некои солисти во нека нова изведба, ама верувам нека искуство да направиш нешто ново. Може би и тие репризи или повторување на концерти, да, тука може би во организацијска смисла и финансиска смисла, може би можеле да се повторат, ама тоа во краткорочен рок. Да. Но вака како тематика во однос на функционирање на оркестарот, мислам воопшто и сите концерти, јас лично сакам да се различни, бидејќи мене ми е инспирација и предизвик секој пат да имам различна тематика. Некој пат ќе биде, не знам, еве како што сега овој исклучиво класичен концерт, претходно било некоја филмска музика, еднаш еден концерт, па ми беше инспирација да измешам повеќе жанрови. Па имавме оперски арии, балетски номери, поп-рок теми, што беше новина во една целина да се постигне тоа. Така да секој пат имам предизвик да се направи некаков тип на нов концерт. Има идеи. Се разбира дека има идеи. Како не? Но ете времето ќе покаже што ќе можеме да реализираме, затоа што мислам дека успехот во континуитет во прифаќањето на промените. Да бидеме агилни, Да. на промените кои што го носи светот. Па и нема подобра еволуција и револуција за човекот генерално како еден човечки храм, па и битисувањето само. Пејсажот на Арко, тоа е за она што ќе говориме, ќе ги најавиме всушност овие податоци и генерали за една вечер која што ќе биде исполнета со емоција, со виртуозност и со боја, и гудачкиот камерен оркестар под диригентска твоја палка всушност ќе донесе еден баш звучен пејсаж како што ти го нарекуваш, и особена магија ќе внесат три дами или како велиме трите грации кои што ќе бидат солистки на концертот кој што ќе биде чинам дека 23 септември во Филхармонија. Да, во камерната сала во Филхармонија на 23 септември, тоа е вторник, престојниот вторник што ни следи во наредната недела. Со почеток од 20 часот ќе го одржиме концертот и се надевам дека тоа што ќе го споделиме со публиката, дека ќе дојдат да уживаат во една убава програма. Може ли мала дигресија сега? Само да те прашам, ова што во моментот гледаме како снимка. Добро. Дали... Аха, ова е од јубилејниот концерт, значи пред 2 години. Ова е преубавата арија на Русалка. Ова од операта Русалка, значи ова е Ивана Здравкова, моја драга пријателка и одличен сопран која живее во Австрија во Грац. Така да ова е една снимка од тој јубилеен концерт што се одржа во нашата национална опера и Исто балет. со Арко, така? Да, тогаш правевме 20 годишен јубилеј со Арко и 30 годишна уметничка и педагошка моја дејност. Прости што те прекинав. Не, Да не случајно мислев да не е некоја од солистките, ама ќе се обидам да лоцирам. Нема да имаме на овој концерт вокален солист, А, така? значи затоа велам секој пат различно е. Различно, добро. Различно што еве на јубилејниот концерт па бидејќи се правеше нели омаш на години, односно децениско обстојување и беше и различен репертоарот. Имавме и класичен репертоар, имавме и македонско творешто, атрактивни работи. Така да еве затоа па овој концерт е строго класичен концерт и класичен. конкретно како што спомна трите грации, Да ги некој се споменеме нареди, трите да, грации. и мислам јас без разлика што јас морам да кажам дека се они прекрасни изведувачи и одлични музичари и одлично изгледаат, така да публиката што ќе дојде не само што ќе ужива во убавата музика и во нивната убавина. Инаку еве да ги споменеме кои ќе бидат. Се надевам дека гледачите ќе ги интересира кои ќе гостуваат, кои солисти ќе гостуваат на тој концерт. Тоа е нашата реномирана виолинистка Сихана Бадивуку, која има светска кариера и е една од Сихана Бадивуку. Да, на Бадивуку. виолина. Да, виолина. После тоа тука е мојата драга сестра Мерсиха Шукри, Позната на која е харфиска. така убава прилика што имаме можност да заедно бидеме на сцена. И секој пат се трудиме да дадеме нешто ново, бидејќи ретки се моментите на солистичко музицирање на харфа. Така да тука дојдов и до идеја, без разлика што се знае дека еве нели работам и со мандолинскиот оркестар Скопје, имаме прилика
втор пат во Македонија да гостува солист мандолинист во придружба на Гудачки оркестар, тоа е Жана Актурк од Турција. Да. Јас те прашав во една прилика затоа што некогаш генерално секцијата мандолински оркестри во училиштата беше многу развиена како гранка, особено нели во музичкото образование и часот по музичко. И има една нежна кревкост во музицирањето со мандолина. Можеби не е најгласниот инструмент. И затоа те прашав сега, како некогаш, бидејќи јас сум бил од мандолинската секција кога бев ученик, млад, за жал денеска, нели, како што велиш ти, многу малку училишта во нашето Скопје и имаат секција мандолински оркестар. Сум те прашал тогаш и сега пред гледачите, дали кога имаме солист на мандолина е доволно добро акустично некако да се развие звукот за секој дел од аголот од филхармонија, камерната сала, да го слушне всушност и солистот? Убаво прашање. Затоа велам, друго е кога имаш мандолинист солист со гудачи во придружба, а друго е кога имаш солист мандолинист со мандолински оркестар. Значи сосема различно е. Бидејќи мандолински оркестар се посродни инструменти, поблиски. Иако мандолината нели е, да речам, слична со виолината, бидејќи штимот е истиот, сепак звукот е различен. Можам да кажам дека мандолинското музицирање има посебен шар и мандолината како мандолина има своја некоја убавина и дефинитивно не е нежна и тука треба да си внимателен да не ја покриеш, да не ја поклопиш, да не се задуши од другото. Дефинитивно. Дали оваа дама која што е гледаме? Ова е Сихана Бадивуко. Може ли малку режија да слушнеме дел од овој музички перформанс на Сихана Бадивуко, бидејќи ќе ве повикаме сега да ги вртите телефонските линии, бидејќи имаме изненадување со Ерхан Шукри за двајца од вас. Сихана Бадивуко, велиш ова е настапот од Охридското лето. Да. Инаку на двајца од оние кои што не гледаат во моментот на Телма телевизија, ќе поделиме на двајца од вас по 2 билети да си имате добра придружба, токму во Филхармонија ќе ве пратиме и тоа во камерната сала да уживате во овој спектакуларен концерт по диригентската палка на маестро Ерхан Шукри и трите граци кои што ги споменавме. Така што слободно јавете се на телефонскиот број 30 70 005 02 префикс ако се јавувате од друг град и слободно вклучете се во програма, ќе си го поздравиме Ерхан и ќе ве упатиме во Филхармонија. Што ќе биде на програма? Да, на програма, значи префинета како секој пат. Да, префинета програма може да се каже, баш еден многу убав музички пејзаж. И тоа милувам секој пат концертите да имаат своја приказка од насловот, содржина, некако така милувам да си има сама една музичка приказка, таа музичка драматургија многу ми е важна да присуствува во самиот програмски дел. Значи, неодолевиот вечен Вивалди, современ за мене во секој време да се изведува. Тука е Мишел Корет, еден француски барокен композитор. Мандолинската ќе го изведува концертот за мандолина оркестарот Хумел. Покрај тоа ќе се изведува и едно дело од наш македонски композитор Бојана Петровиќ и останатото те оставиме за публиката да открие тоа што ќе дојде да ги ужива апсолутно. Да, за оние кои што ќе се јават, слободно вклучете се во програма и да ги остават телефонските броеви за да може да ги искомуницирате за билетите. Така што ако имаме некого на линија, може да го поздравиме. Добро утро. Добар ден. Добар ден, со кого се дружиме? Со Дедо Младен. Како сте, Дедо Младен? Па еве со вашата програма многу задоволен. Ви благодарам. Дали сте подготвени за едно убаво песажно уживање за да ви доделиме билети со Ерхан Шукри за овој концерт? Јас и за тоа се јавив. Ви благодарам многу за можноста. Ви благодарам и вам тоа што сте тука со нас како публика и како пријатели на Телма.
Ако не ви е проблем, само веднаш по завршување на овој телефонски разговор, оставете го вашиот телефонски број во режија, Име и презиме исто, име и презиме ќе ви искомуницира Ерхан, па и ќе се договориме за деталите околу подигнување на билетите. Бидете ми во добро здравје и ви благодарам за јавувањето. Ако го имаме следниот гледач, да го вклучиме. Добро, ќе го очекуваме. Сакам да те прашам како се справуваш можеби со стресот и притисоците кои што доаѓаат можеби од диригентската професија, бидејќи тоа е според мене еден многу дефицитарен дел од генерално концертите, музиката, генерално мислам дека дефицитарна професија. Да. И има стрес, не знам зашто мислам дека Стрес, нормално дека има стрес. Да, ја морам да кажам дека мојата примерна работа не е диригирањето, бидејќи сепак јас сум професор по виолина во музичкото училиште. Ама по друга страна? Да, диригирањето ми е љубов, како да кажам, голем ентузијазам и љубов. И ја би го рекол можда работа со оркестри, повеќе така го дефинирам, зашто јас во основа сум и оркестрант, бидејќи долги години имав поминато и свирев во оперскиот оркестар. Така е, во оперскиот оркестар. Дека носи стрес дефинитивно и одговорност голема. Еви сега конкретно, например, ќе имам екстра музичари за овој состав. Одлични, значи Баш за овој концерт. Да, камерниот оркестар сочинуваат екстра музичари. Можам да кажам од водечките оркестранти што свират во опера во филхармонија. Конкретно Сихана ќе биде и концертмајстор, не само што ќе биде солист, некој концертмајстор ќе биде на. Ова дама пред малку што е. Да. Ирхан, ако не ти е проблем, само да го вклучиме гледачот, па ќе се Да, продолжиме. да. Добро утро. Добро утро. Во програма сте, со кого се дружиме? Со Ривтана Николова Рина. Како сте ни утринова? Добро ве поздравувам и драго ми е што имате гостин, чиј концерт би сакала да го проследам. Ви благодарам. И се јавувам за можност карти да добијам. Да, еве, ако направите малку оддишка за време на летото, ќе имате прилика во септември да го започнете, барем со овие концерти кои што се во филхармонија благодарение на гудачкиот камерен оркестар Јарко и Ерхан. Така што оставете да ги само вашите телефони, односно телефонот и вашите генерали во режија и ви посакувам уживање во остатокот од денот. Јас успех на вечерта. Ви благодарам уште еднаш. Така да стресот, нели, што носи не е само водењето на програмата, нели, диригирањето и тој дел. Бидејќи ја во приказката, било да е Арко, било мандолинскиот си one man show, се организираш сам и тука тој стресен момент, па трчаш ваму, трчаш таму, ова треба да завршиш. Диригенци вистински. Така да ја морам да се извинам, ние бевме договорени да настапам утро, ама ја од тој трчаш се надеваме ветом следен пат ќе дојдам со инструменти. Да. Јас препоставам дека изискува енергија прво да си постојано во релација со најмладите, како нова училишна година. Да си со гудачкиот камерен оркестар Арко, да си со мандолинскиот оркестар, да си дел постојано во педагошката дејност. Мислам, тоа се комплексни работи, меѓутоа вистина ако има љубов, манифестацијата е тогаш завршена. Да, треба да се менаџира тоа. Да, мислам, не едно некој пат се поклопуваат нешто и тука настанува конфликт, но ете, за убаво е. Верувам. Некаде кон крај, што е за тебе среќа во музиката и како ја наоѓаш во секојдневието? Денес. Да, среќата, значи дефинитивно Ова да биде одговор на мама, да ја кажеме дека се уште не се откажуваме. Да, па среќата, веројатно сигурно дека е таа задоволство. Знаете како е, можеби во контекстот заради концертот. Еве, бидејќи мандолинскиот континуиран работи, знаете како кога ќе појдете на проба, некој пат денот не би бил добар или има некако се одрена стрес, нервоза, ќе појдете, хи, поминува све и знаете има еден ап или еве адреналинот кој што се создава. Да, и дефинитивно еве од денеска почнуваме со пробите за концертот со драгите колеги. И знаете како се случува тука една магија и одеднашка така се добива една друга енергија. И верувајте, големо задоволство, да кажам, кога ќе се работи вака со музика, бидејќи мислам дека музиката е најубавиот и бесплатниот лек за лечење за да си жив и здрав. Кажа се во една реченица, да ти кажам и ќе си го запомнам како едно гесло или мантра барем за денот. Најдобриот лек. Се уште ќе посакам да не го бараш антибиотикот кој што го спомена.
затоа што ни треба уште Ерхан Шукри тука да е. Секако ќе потсетиме, билетите се веќе во продажба, Камерна оркестра Филхармонија, со ова некако и имаме зачеток на уште едно нова сезона и во Филхармонија. Да, тие што се заинтересирани, ова преку МК Тикетс може да набават Да. или во продажните места на литература. На литература, да, така што на 23 следна седмица вторник, не заборавајте Камерна сала Филхармонија 20 часот да уживате во песажот на Арко со маестро Ерхан Шукри и трите граци. Ти благодарам уште еднаш. Беше ова вистина како и секој пат задоволство. Прво да се разговара со тебе, нели, мелем за душа, ама да им донесеш и радост на гледачите дополнителна. Да се заблагодарам Благодарност. јас, Марко, прво на тебе и на телевизија Телма, што секој пат поддржувате и ни давате стимул да и понатака работиме успешно. Затоа сме тука. Телевизијата треба да ги промовира овие вредности, така што, еве, се надам дека ова беше дел од овие утрински приказни кои што беа одлични за ова утринско поглавје.